Повторно назад во студиото, Сузе подготвена за што ќе ни каже, но јас Сузе ќе отстапиме простор, нели, прво да си го поздравиме нашиот гостин ова утро, а тоа е доктор Дарко Данев, редовен професор, но исто така и поранешен да подсетиме декан на Машинскиот факултет УКИМ. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добре ве најдов и благодарам за поканата. Секако задоволството е наше, меѓутоа јас би сакала веднаш на самиот почеток и вас да ве прашам, како го започнувате вие утрото? Имате ли некои свои, да кажам, ритуали за расонување? За расонување, секако како и сите останати претпоставувам, прво се станува со замижани очи и се оди на кујната. Така. Па не е кафето, фрижидерот е прв, па потоа доаѓаат лековите, на крајот е кафето. Воопшто не би кажала дека такво нешто се практикува, на добро. Со самите години и животот се носи се така. Сузе, ти ќе ни подготвиш кафе? Ви подготвам, ние од неодамна знаеш дека со нашиот тим одлучивме да ги пречекуваме гостите, особено оние кои што ни се прв пат гости, да ги пречекуваме со едно убаво алфа кафе. Да ги опуштиме. Твоето кафе инаку беше многу убаво. Ти благодарам. Ритко ми годи на гладно, што велат. Тоа беше од раката на тетовка, а сега од раката на бетолчанка. Ајде, јас ке се обидам без шекер, како што ми кажавте, доктор Дарко, така нели? Одиме со кафе без шекер, ајде да видиме како ќе биде репризното кафе, бидејќи ова ќе ви биде второ кафе ова утро, повелете со разговорот. Благодарам, Сузе, ти полека подготви си кафенце, кое што мене ќе ми дојде добре дојдено како второ, со оглед на тоа дека по две се доволно. Професоре, Safe City ни започна, така? Сега, првото прашање, секако предпоставувавте дека ќе биде тоа, мислење ваше за новите мерки за регулирање на безбедноста на сообраќајниот, така наречен безбеден наш град. Добро. Многу актуелна тема, денеска започнува имплементацијата, односно не имплементација, туку денеска почнуваат казнените мерки, но генерално што сакам да кажам. Јас секогаш сум бил за безбедност во патниот сообраќај. Значи, покрај тоа што на Машинскиот факултет работам, јас мојата кариера ја започна во една приватна фирма, а потоа замина во Сојузот на возачи, кој што беше едниот од двата гиганти во Македонија кои што се бавеа со безбедност во патниот сообраќај и техничките прегледи. Тоа е Сојуз на возачи на Македонија, а другата компанија која денеска имаме тоа Автомотосојуз. Да. Така да, огромен дел од мојата кариера е посветен токму на безбедноста во патниот сообраќај и искрено од тој аспект кажувам дека е ова најдоброто нешто што можеше на оваа држава да и се случи. Ценам дека треба во сите градови да се имплементира. Да, реакциите и од другари, и од колеги, и од фамилија, леле, кај го вида ова сега, сите ќе возиме споро, но видете, она што јас можев да го видам, барем од изјавите кои што одеа во медиумите, од МВР, дека за истиот период од 2 месеца откако беше пробниот период на користење на овој систем во градот Скопје, Тетово и Куманово, и на коридорите 8 и 10, од 11 жртви, кои што сме ги имале на патиштата, за жал во минатото, сега во овој тестен период кога работеше системов, се сведени на 2 во истиот период. Значи, ништо посебно не се смени, условите, патиштата се тие, инфраструктурата е таа која што ја имаме. Така. Луѓето сме тие ние и самите резултати кажуваат дека 9 човечки животи да се спасат, тоа кажуваат дека навистина е нешто значајно променето. Тоа се повеќе од 80%, а вие за 2 месеца да имате такво зголемување на безбедноста е навистина нешто што е за пофалба и треба да се Тоа значи дека според вас и од ова што сега го слушнавме и го зборуваме, ефектот треба да се покаже. Апсолутно. Да, од сето ова што се воведува како безбеден град, затоа што и навиките си го прават нели своето, на се човек може да се навикне, а исто така и на брзината, дека треба во град да се вози со 50 на час. Меѓутоа, еве и во западните земји си ги практикуваат сите овие мерки и затоа ние велиме како народ и како нација кога одиме надвор, нели почитуваме мерки. Сега ќе си го правиме тоа истото, само и дома веќе еднаш кај нас.
така. И тоа нека е нас и за нас. И за нас, така, убаво кажано, да. Тоа е... Да имаме безбедност. Ајде малку и околу моторните возила, тие се дали се развиваат според вас еве со оваа брзина, ќе има загадувачи, дали ќе бидат на животната средина и кои се актуелните мерки што европските држави и ние може да ги превземеме по ова прашање, во тој поглед? Добро, во поглед на тоа на загадувањето, ние најчесто го чувствуваме во зимските периоди. Возилата се тие, повторно ќе кажам, кои што ги имаме на патиштата, инфраструктурата е таа, ние возачите сме тие, но во летните периоди малку помалку ги чувствуваме тие елементи на загадување од моторните возила. Не е занемарлива бројката на, мислам, количината на издувни гасови кои што се емитираат од возилата, особено CO2, NOx и овие PM частичките кои што најмногу не влијаат на респираторниот систем кај луѓето, но искрен да видам, не е само возилото оној кој што е загадувач, односно не е клучниот. Со различни испитувања, различни студии кои што се правени и науки, потврдено е дека, па дури од Министерството за животна средина, потврдено е дека загадувањето од возилата не оди повеќе од 20%. Толку исто е вклучено и градежништвото во градовите. Така. Сета онаа прашина која што излегува од градилиштата, сите оние незаштитени излези кога излегуваат камионите по улица, не се исчистени, испрани, па разнесуваат кал, градежен материјал по градот, па сето тоа се крева, сето тоа прави проблем. Но генерално, да, сите се стремиме кон онаа електрификација. Многу ќе помогне. Јас сум професор токму на насоката моторни возила и кога дискутираме со студентите, те го знаат мојот став. Јас струја во кола не сакам. Значи за мене дизелот е тоа што е најдоброто што може да го почувствувам кај возилото, но добро, тоа е сосема погрешно. Зошто? Генерално треба да се посветиме на електрификација на возилата како што тоа го прави и Европа, од проста причина што немаме дисперзија на загадувањето. Така. Ние имаме лоша енергија, значи имаме прљава енергија, лоши извори на енергија имаме за да ги полниме тие батерии. Ние имаме термоелектрани, така. Но генерално идејата во светски рамки е да вие можете да го филтрирате тој дел во термоелектраната на едно место, така, ќе ви инвестираме во тој дел да ги прочистиме издувните емисии од тие места каде што ја произведуваме струјата, а потоа да не правиме дисперзија по градовите и едноставно и за тие 20% да ги намалиме колку што се може, така. Готово ни е, може вака да ве може слободно. Готово ни е кафето. Благодарам. Сузе, многу ти благодарам. Баш добро ќе ми дојде. Да. Благодарам многу и ете нашата мини кујничка се заврши работа. Професоре, ги споменавте вашите студенти на Машинскиот факултет, нели како да ги привлечеме, сега ќе биде прашањето да ги имаме што повеќе, затоа што тие создадоа и пред колку години беше и свој автомобил, затоа што сите наидовме на едно убаво и прекрасно воодушевување од нивна страна, бевме навистина изненадени. Па како повеќе да привлекуваме вакви студенти? Добре, предпоставам зборувате за тоа возило кое што се нарекува Веда, и тоа беше макета на едно возило, тоа е направено некаде во периодот помеѓу 2003 и 2005 година, односно 2004 тука некаде, студентите од насоката моторни возила и индустријски дизајн, но секако и со помош на останатите нивни колеги, добија една идеја, тогаш заживуваше и таа студиска програма на Машинскиот факултет индустријски дизајн, решија да направат возило. Сега што е тоа што ги мотивира студентите да доаѓаат и да работат и да... Знаете, кога ќе пристапите кон студентите, како постар брат, нек да се наметнете со авторитет и со недостапност, туку ако се поставите со нив како другар пријател, но никако нели тоа да се измеша и затоа велам можеби е таа дефиниција најдобра како постар брат или постара сестра, која што има авторитет над помалото дете, а сепак е достапен за да може да комуницира.
Тоа многу помага, тоа сме го виделе години и години наназад во факултетот и сите оние наши колеги професори што се поставуваат така имаат и сериозен успех во реализирање на наставните планови, а и резултатите кај студентите се многу подобри. Верувам. Да, тоа е исклучително важно. Ние правевме различни проекти за да ги привлечеме. И да понудат факултетите исто плюс нешто за да ги привлечеме, нели, студентите? Да, па токму тоа го кажувам. Значи, ние направивме во еден период една работилница која што ја нарекуваме Project Hub, каде што им дадовме можност на студентите да имаат свој простор и да работат на конкретни проекти, кој што тогаш беше нели многу модерно да се има 3D печатар. Сега веќе тоа е нели надминато, веќе ги имаме многу такви, но едноставно ги привлековме да дојдат да работат, да се надпреваруваат, па направивме надпревари со индустријата. Team win, team to win. Каде што представници од индустријата инвестираа и дава награди за конкретни развојни производи. Имаме доволно причини за привлекување на студенти кои што би се определиле за нешто такво во животот. Кога ќе им посветите внимание на студентите, не е точно дека не сакат да учат и сакат да се провлечат. Не. Они сакаат да се провлечат ако може да се провлечат, но кога ќе ги заинтересирате, тогаш настапуваат баш онака правилно, исправно и имаат волја и желба да работат и да Убаво многу објасневте. Меѓутоа, јас би сакала малку и повеќе нешто за вас да го искористиме моментот, инаку јас го пробав кафето, слободно напите се, нека ви е пријатно кафенцето и да, јас ќе го поставувам прашањето затоа што сакам да знам за вас лично зошто вие се определивте, затоа што со вашето знаење знаеме колку сте посакувани, вака да кажам, надвор од границите, вака што се вели народски да изразите желба, веднаш ќе ве земат. Меѓутоа, вие се определивте да останете во Македонија, а не да заминете во државите, да кажеме, од Европската унија, но исто така сте можеле, сигурна сум, и во Соединетите Американски држави. Па што ќе одговориме на ова? Тоа зашто сум тука? Да. Како да ви кажам, сега сум стар за да дам надвор. Не ви рекла со такво знаење што си го имате, сигурно сите компании ќе ве сакаат. Јас прв пат заминав во Соединетите Американски држави со размена на студенти 91-та. Тогаш беше осамостојувањето на Македонија, нормално беше студентски престој, се вратив. Наредниот пат веќе бев 2003-2004 со договор за вработување на Флорида Стейт Юниверзити, каде што јас навистина овде го почнав мојот докторат во тоа време да го подготвувам, меѓутоа се појави таа можност да отидам таму и таму го завршив своето истражување, бидејќи имаше многу повеќе можности во тој период. Работевме на некои софтвери кои што тука беа малку познати, но сепак да, беа обезбедени од страна на професорите кои што работеа овде пред мене. И откако го завршив тоа, не дојдов да го одбранам докторатот. Но тоа таму што го видов, имав некаква желба да го пренесам на овие наши студенти, затоа што јас на 2 години работев со нив овде во Македонија, заминав таму и видов што може. Па донесов и некои уреди за испитување, па возевме возила овде, па меревме, па правевме, па се направени доста интересни дипломски и магистерски од тоа произлегува. И знаете како ќе влезе тоа кај вас во крвта, што викаат политичарите, они не може да се ослободат од тоа, така и ние професорите. Мислам дека најубавото чувство да се работи со млади луѓе, да слушнете нови идеи, да можете да ги коригирате и да заедно се надградувате, односно да стекнат. Ете тоа е зашто останав овде, мислам стварно е многу привлечна работа. Така, ви благодарам многу што бевте дел од нашата утринска програма и убаво си поразговаравме за сето она што еве вие како професор од Машинскиот факултет да пренесеме некоја информација за идните студенти, но и за сепсите убаво си кажавте она што треба да допре до сите нас и да си го испиеме кафе. Благодарам за кафето и за поканата. На здравје, нека вие срекни се студентите на кои вие сте им професор на вистина.